Од железничката станица Зелениково до железничката станица во Скопје ќе се стасува за 25 минути, а од таа во Драчево за 11 до 13 минути со ремонт на пругата во должина од 25 километри. Прва фаза од проектот Градски воз, најави денеска Синиша Ивановски, директор на јавното претпријатие Железници и инфраструктура. При увидот на ремонтните активности во присуство на премиерот Христијан Мицкоски, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и новиот градоначалник на Скопје Орце Ѓоргиевски. Ивановски соопшти дека почнати се и ремонтни активности на делницата од Драчево до Илинден во должина од 7,7 километри, која што ќе биде исклучиво за товарен превоз. Работите за двете делници се очекува да бидат завршени за половина година. Договорот за ремонт на делницата Драчево Илинден, како што рече Ивановски, е 3 милиони евра, а 5,7 милиони евра е вредноста на реконструкцијата од Зелениково до центарот на Скопје. Град Скопје најави градоначалникот Ѓоргиевски ќе се вклучи логистички во овој процес и новите точки ќе се адаптираат со јавното сообраќајно претпријатие Скопје за да нема чекање од страна на граѓаните. И вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски истакна дека визијата за градски воз станува реалност. Со ремонтот на делницата од Драчево до Илинден пак има зголемување на карго сообраќајот, рече Николовски. Премиерот Мицкоски пак истакна дека освен што ќе се растовари и гужвата во сообраќајот, со овие проекти ќе се намали емисијата на штетни честички во воздухот. Ивановски најави дека следната година ќе се проектира втората делница од градски воз од Волково до Скопската железничка станица во 2027 година и последниот дел, делницата Миладиновци Илинден Скопје. Даме Димитровски е избран за председател на Советот на град Скопје. Тој доби 23 гласа на денешната конститутивна седница на Советот, а беше предложен од советникот Луке Галески, координатор на советничката група на ВМРО-ДПМН. Во обраќањето по изборот тој рече дека ќе се залага Скопје да стане подобро место за живење, да има почист воздух и почиста животна средина, подобар јавен превоз, поквалитетно управување со отпадот. Ке се залагам за 3 клучни принципи во работата на Советот. Прво, транспарентност. Секој граѓанин има право да знае како се носат одлуките, каде се трошат јавните средства и како ќе се реализираат проектите. Ке ги отвориме вратите за јавноста, ке промовираме дигитална достапност и отчетност во секој чекор на Советот. Второ, диалог. Собранието ќе има различни ставови за различни прашања, но не сме да има непријатели во Советот. И трето, визија. Иако градот има многодневни проблеми, сакаме да градиме и Скопје за следните генерации, да вложуваме во трајни проекти, зеленило, урбана култура, иновации и нови можности за младите, истакна Димитровски. Тој најави дека ќе ги води седниците на Советот на градот во духот на почитувањето, аргументираната дебата и конструктивноста. Димитровски информираше дека следната недела ќе има седница за ребалансот на буџетот на градот. На почетокот на денешната седница советниците прочитаа и потпишаа изјава за стапувањето на функцијата. Советот на градот Скопје има вкупно 45 советници, а на денешната седница беа присутни 44. Исчистена е голема дива депонија на влезот на населеното место Кучевишка бара во Скопски Бутел, информираше градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски. Продолжуваме со чистење на сите места во општина Бутел каде што е потребно. Исчистена е уште една голема депонија на влезот на населеното место Кучевишка бара. Нашата цел е општина Бутел без депонии, а граѓаните да бидат наш партнер во зачувување на хигиената. Граѓаните на општина Бутел заслужуваат да живеат во здрава и чиста средина, порача првиот човек на Бутел. Вчера официјално им беа врачени уверенијата за втор мандат на градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски, како и на советниците кои во следните 4 години заеднички ќе ги носат сите проекти за развојот на општина Центар. Честа да се води општина Центар ми ја дадоа граѓаните повторно. Тоа е најголемата обврска и мотивација. Во вториот мандат, вели Герасимовски, остануваме посветени на проектите што ја прават општината пофункционална, поздрава и подобра за живење. Ке продолжиме со политики кои носат реални промени, со транспарентно и одговорно работење во интерес на сите жители на Центар, истакна Герасимовски. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски изврши увид во изградбата на подпорниот зид на улица 50 во населбата Радишани.
Проектот се реализира поради појавата на одрони и пропаѓање на дел од улицата, што го наметна итниот почеток на санацијата. Новиот потпорен зид ќе обезбеди поголема сигурност за домовите на граѓаните и ќе спречи можни лизгања на земјиштето. Од општина Бутел информираат дека станува збор за едно од најчестите барања на жителите на Радишани, кое конечно се реализира и покрај проблемите со техничката документација. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам, убо са ја